На нас лицата со попреченост се уште потешко да испливаш малку на некој пазар, затоа што ние сме се уште во некоја втора, трета категорија кај некои луѓе. Со земањето своји пари, тоа е нешто најдобро. Што кога си имаш своји пари заработени, се чувам како користен. И кога моите, например, кога моите родители, кога идам на кафе или цигари, знам дека се од мои пари и чувството е многу подобро. Јас сум навистина среќна со моето прво континуирано вработување, затоа што во очите на сите им докажа дека може. Интернетот и новата технологија ми ознажи барем мене да заработам пари и не секого. Значи не постои начин да не се работите пари ако работите. Вредноста на тоа дека заработуваш, вистински заработуваш, значи никој не ти вели ќе заработиш нешто, ама ќе ти го дадам за да биде фиктивно заработено, затоа што имаш некаква си попреченост. Не им е битно дали имаш попреченост, битно е што работиш. Сметам дека секој треба себе си да се реализира доколку може дополнително, бидејќи дополнителна работа не исполнува повеќе. Нели, бидејќи имаме можност и простор да не размислуваме за бариерите кои што општеството ни ги поставува по однос на физичката попреченост. Конкретно за телесната попреченост, најважната бариера која што ни ја трга оваа фриленс работа е архитектонската бариера која што се, да не зборуваме колку е поголема бариерата однос на стереотипите и предрасудите кога треба да се ангажира работно некое лице со попреченост. Јас сум научена да го ставам хендикепот негде на страна и воопшто да не размислувам на таа тема. Немам време, сваќам дека мојот хендикеп е само состојба, но не е болест. И во таа состојба морате да научите да живеете со масата која што е поинака од вас, ако сакате да бидете нормални и да функционирате нормално.